My Heart Will Go On. Се додека не се случи Кристина Агилера и додека не ја отпеа Genie in a Bottle. Најмногу ја сакам Инстаграм, значи најмногу можности, некако е многу едноставно, секој може да ја користи таа апликација и комуникацијата е поедноставна, имаш direct messages, некако е све концизно средено, слики, директна комуникација, лајкови, све е тука некако као една мала кутија. Има и други, например, што можда не ги користат и останатите луѓе апликации, од типот на Pinterest, например. Snapchat не ми е многу умилен, ама е интересно, со тоа што нели имаш неколку секунди да видиш кој што ти пишал и толку. Не знам, за некого е лоша, за некого не, ама мене, например, овие турбофолкерски ми се малку така текстовиве ми прават да кажам, момент на како можело некој да му текнева да го напише, например, од типот на, не знам, веројатно и постои, јас сум ја чула као фраза, отишла си сармон и си поела, например. Или, не знам, нешто имам слушната една фраза во една од песните, још се суве моје гачице, мислам, како да се изразам. Не можам така, кога ќе чујам такво нешто во песна, колку год да сакате да бидете попусливи во однос на таков стил на музика, не можете едноставно. Премногу лаги си имам изнаслушано и глупости, до филмски, режиски моменти во некој од нив. Например, еве, не знам, дека сум прелюбница. Оние кои ме знаат многу добро, ме познаваат и знаат колку сум фер играч и во професијата, но и во приватниот живот. Веднаш ќе ви одговорам, сликарка, уметник. Мојата втора љубов е цртањето и се уште цртам, но не премногу активно, што ми е многу жал. Но единствено нешто што ме релаксира и можам да го работам комотно како професија, односно да работам она што го сакам и всушност да немам ни еден работен ден. Тоа е исто во музиката, така и во сликарството. Например, Том Брајдер, Лара Крофт. Тоа ми е едно од, да кажам, најинтересните концепции во однос на некој таков фиктивен лик за филм и приватно сум исто многу борбена како жена, можда сум до некаде и феминистка. Се борам за жените да бидат секогаш на еднакво ниво и со еднакви права како мажите, па можеби затоа најмногу тој лик. Секако ќе биде соул музика, значи веројатно госпел. Веројатно би била дел од некој амерички хор и би пееле госпел песни. После толку години би требало да е некоја комбинација помеѓу разум и она другото. Ама јас мислам дека со разум треба да се одбере она другото. Па веројатно она што повеќе ќе го сака аудиториумот, тоа е Бионсе. И играње и пеење, имате и слика и тон, имате огромна забава на сцена и тоа е тоа. Најмногу ме фасцинирал Роби Вилијамс, значи концертот во Белград, верувам дека и можда и не е тој некој концепт каков што е, пример, на концерт кога сте во Лондон кај е Роби Вилијамс, можеби адаптирано за на Балкан. Знам дека имаат разлика во однос на концептите, ама јас бев воодушевена, неочекувано.